Цената на црешата достигнува рекорди при крај на сезона дури по 320 денари за килограм. Наместо да паѓа, цената на црешата расте. Земјоделците се задоволни што воопшто има што да продаваат, бидејќи пролетните мразови направија огромна штета на родот. Граѓаните не се откажуваат, црешите се барани и покрај високата цена, но прашањето е колку долго ова ќе продолжи и како ќе се одрази на другите сезонски производи. Јас ќе кажам многу реално и тоа е вистината. Ова година имавме многу лошо пролет. Така да кога најмногу трешта и сите други овошки, кај сливи се, кога требаше да се заврзат, паднаа сите од сланата. Па денеска трешта се движи 320 денара. И ја мислам и таа цена ќе остане, а и ќе ја снема веќе. При крај на сезона ли? При крај. Најмногу ушеден пазар. Па ја викат охридска. Охридска сорта. Охрид ја садат, они имат многу ваква, сега не сум слушнал, немам информации дали во Охрид имат цреши. Инаку сезоните кога одевме на одмор, во Охрид околу 10 јули имаше најмногу цреши. Инаку не е тешко за одгледување. Ако ги добро одбере почвите таквото за расадот и после тоа самоорање на нивите есенско, па малку загрлување околу дрвото. Црешата не е тешка за одгледување, ќе рече Чичко Ване, кој останува дециден дека се помалку младите одгледуваат во денешницата. Година ќе видат рекорд цената. Ние сме продавале и по 90, по 80, па викаме, па стварно многу е скапо, што е скапо. А штипјани кои има многу цреши, на вратата тука на пазаро се бутаа кој да даде попрв цреша. Со кофи носе. Денес? Денес тоа го нема. Барат ли ги? Барат ги, ама нема, не. Еден вак се. Има ми кажано тука, штипско, абе 2 треши не скинав од толку дрвца. 2 треши само. Инаку цената на црешата предходните неколку петоци се продаваше по цена од 300 денари за килограм, која уште тогаш беше шок за граѓаните. Сега при крај на сезона цената е уште поголема, а се очекува да се задржи најмногу уште една седмица.